У подкастрување ни дојде Бојан од Q-Rec. Од автичики му направи смо кружен тек. Праша смо ga имали милионери у Куманово кои го поддржавав алтернативну сцену. Како се викаја прв сингл на Рокери смо раву. И оној најважно, кад ке се деси 5-ти саем на грамофонски плоче, берза на винили. И још нешто, какав МКЦ би он направија од Пионерски дом. Памту многу ликови од филм Карс, ама овога забрви, овој беше еден мудар што му даваше савети на Lightning McQueen. Забрави како се викаше, како карактер, оддамна беше тој. Можда е било 2008 година кога се појави прв дел на Карс. Како се викаше овој? Нема шанса да ми текне. Не може да текне. Lightning McQueen го знам и онога, памтиш ли га, Tow Mater. Запамтила си ги свите, браво. Не сви. Не сви. Ога не го памтам, овој беше мудар. И мудро смо ги направиле да не асоцирав на кружен ток. Наравно. Автичиња. На наши ремек дела Кумановски. Автичики од Карс. Дали ќе биде наш поубав од овој нов што го најавував каде автобуску станицу, тој немам поема. Али давам си сама на себе за право, Бојане, да те питам како се живи lately у овој наш град, у најголему општину, да не кажу. Најголема општина, нема што. Како се живи? Мучно како се живи. Субкултурно. Безкултурно како се живи. Трудимо се нешто да направимо, докуде ќе стигнемо и што ќе направимо, ќе видимо. Кои смо тој ми? Ми као Q Records, ми како организација, како организатори на свирке, како организатори на саем на грамофонски плоче, како двигатели на современото општество? Да не идемо толку високо, али да се надамо дека ќе стигнемо и Не, до тој тој не е ниво. високо, тој е длибоко. Длибоко, добро. Да. Ништо, правиме концерти, трудимо се да направиме нешто, викамо бендови, младина да се запознае с бендови од странство, с бендови туи од Македонија, нови млади бендови, постари бендови, чак што више има смо еден бенд од 83 што се почнале да свири, Телескопс. Бенд од енглеску што скрос нов жанр, стил на музику ја створија у тој период. Па ете имамо среќу и нима да ги видиме у Куманово, кој би ја знае. И тако е. Што е тој, кад ке кажев, јас сам по алтернативу? Затоа што се повеќе и повеќе луѓе се, и не нужно млади луѓе, се навраќав на некој алтернативу, без разлика дали е медицина, дали јадев глуварче и мед. Што е алтернатива у музику? И кад ке каже некој, јас сам алтернативац, не слушам Шабана Бајрамовиќа. Куде е, како ќе го дефинирамо алтернативу од овој позиција, сега и овдека? Па немам појма, наједноставно мислам дека би било некоја незванична дефиниција, све обратно од оној музику што го знаеме како, немам појма, како рок, све контра од оној што некој га е испопуларизираја музичка индустрија и све тоа. Некој тип на побуну спрема музичка индустрија. Такој би га ја кажаа алтернатива. Побуна. Да. Револуционеран стил на кич. Револуционеран стил што се стреми да биде против кич. Да. Онда треба да постои критериуми што е кич, што не е. Јер и тој држи вода. Нели? Да покушамо да дефинирамо. Јер не значи тој, не знам дали ќе се сложиш со мене, не значи тој дека ако дадеш пример на сопствени деца, ако татко ми слушае Джиджи Кейл и Питер Грин, не значи тоа автоматски дека останало ми продолжиш да го уши, па слушаш. ја ќе слушам. Чак што више имаше имам још увек еднога пријателја рокера кој вика, цел живот алтернатива, концерти со женоми. Имамо едно дете. Па не ќе маме му га ебу ни старке да облече, па бар да биде како некој символ на некој рок културу. Тачно. Што се прави за како да го победиме мејнстрим? Па ја мислам дека не можеме да го победиме.
у некој момент мора на некој начин и ми да биднемо мејнстрим, за да може и нас да не чуе некој и да не долови и да стигнемо до прави људи, до омладину и све, за да може да па и наш алтернативен тип на живот или на тип на музику да го прати. Ако нешто друго Чудна работа. Многу чудна. Сакаш да го избегнеш, а мора да биднеш Да, не знам. до некој степен. А добра ли, тој треба да се избегне стереотип дека све се дешава по дефолт. Jer ја ако читам, ако ме гледа дете, тој не значи дека и оно ќе чита. Напротив, можда Точно. нема да прочита ни едну книгу. Нели? Тој треба да се свати. Мајка ми читаше многу, па јас задња ми е Зоки Поки што сам го прочитаја, така е да. Нели? Уопште не ме влече. Да најдемо некој спрегу и промоција е многу битна. Дефинитивно. Медиуми колку помагав. А не у смислу да кажев Q Records ќе организира концерт, повелете. Него на кој начин треба да се продлабочи тај промоција. Ако треба да се ако се сложимо дека медиуми влијаев на мислење, креирав га јавно мислење, куде млади нарочито. Да избациш еден рил од тие рокери што дошле од 80-ти години, ако тие што су још живи. Да, и активни. И активни, нели? Колку социјални мрежи, колку медиуми треба тој да помогне. И на кој начин? Па ја мислам на свак могуќи начин. Те и овој е на некој вид на медиум, што еве фала што ме поканисте да учествуи и да кажу 2-3 збора за тој што Не, од мене не може да дојдеш до реч, не може да кажеш 2-3 збора. 2-3, не можу повише. Дај до суштину да дојдемо. Ајде. Сега озбилно. Значи, ако мајка ти е читала, ама веројатно и од тие генерации што га е сакала Желјка Самрџиќ, а он у еден стих вика Куде да погоди жив ти се. не дај да те раде. Интересира ме лирика у алтернатив, jer мислу дека луѓе што сакав поезiju и дека луѓе што сакав добри текстови, не мора нужно да го сакав музику, него дека што допира до млади, освен не дај да те раде. Па ја мислам дека цела тај љутина и мржња и бес што го има алтернативу, мислам дека тој ги привлача млади и стари и средни и какви не. Пошто повише у алтернативу се збори за реални ствари што не обкружуе в нас, него ли што се збори у поп музику, цветав цветчиња и добро, кој било друго. Седев на клупата и плачев. Да. Ама добро, и рапери тој су окей. Рапери дефинитивно. Како се вика тој, оно е социјално право ангажирани. Да. Нели? Да. Социолошки ангажирани. Да. Делуев. Кој највише делува на тебе? Да бидеш алтернативец. Пази, колекција на татка ми и на мајко ми на плоче беше најразноврсна и дандanaска е. Значи од хард рок, од рок н рол па до Kraftwerk, што су нели пионири на електронско музика. Прво плочу што сам го пуштија на грамофон беше Kraftwerk. И тој беше страшна работа сама по себе. Второ нешто Iron Maiden. Значи тотално жанровски на сви страни расфрлјава. Deep Purple, да не правиме муабе, али од увек, например, Джим Морисон с негову лирику и The Doors су ми биле и дандanaска су ми топ 1 бенд у мој свет. Да? Да. На некој начин и он бија у свое време и панкер, и алтернативац, и он што го направија на сцену и што го додаја у музику е страшна работа. Беше страшна работа. Како се снаоѓате с организацију овој тешко време? Да се организира нешто страшно тешко. Много Идете ли оној, мора да сте и ви од тој страна, ако не сте музички, барем мејнстрим, спонзори, донације, социјални мрежи, како функционира една продукција? Не седите дома и само викате, јутре ќе дојде Блонди, ако е жива, и ќе го ставимо да спие у тај хотел. Како изгледа светот? У габарити кои се движи? Види, значи првично имамо ми некој буџет у издаваштво, што е жалан, али добро. Сак за сак е добар. Спонзорства се увек добре дојдени. Сега за саем на плоче што ни е наш јубилејан
5. Тешки проблеми имамо со спонзорства, као тотално незаинтересирани фирме, тотално незаинтересиран народ. Гледа како, не знам како да објаснам, не знам што гледа. Ми сакамо културу да донесеме у град, сакамо да направиме нешто, сакамо мали деца да се заљубив у овие автичиња, да ги собирав, да се заљубив у музику, у прави носачи на звук. Едноставно, куде и мали, и големи, и средни фирме не го добиваме тој пажњу, што мислам дека треба да го добием. И пак се тој работи за наш град, за наши деца, за наши фамилии. Али, не знам. На крај на ден ќе се деси сајам, али около спонзорства тотално сам разочаран. Нема слух кумановски народ за... Недостасувавни изумители. Да изумимо некој начин да ги привлечемо. Не да слушав такву музику, него да помагав, затоа што многу знаеш колку има милионери у Куманово? Знам. Милионери има, кои што можев да направив нешто за... Да, не те ни слушав, не те ни примав у канцеларiju, не те ни... Онакој. Не те рецкав. Не те рецкав, наше кумановски. Не те фермав. Не те фермав. Ќе направите нешто. Ја верувам. Да, дефинитивно. Ја верувам дека ќе направите нешто, да некоја стратегија, Сајм ќе се деси, да. Некој независно студио да спроведете, да ги анализирамо. Дај сви да ги анализирамо заедно работа и да видимо тамо нешто има. Не можеме никога да притиснеме реално. Да. Јер ми не сме ни сигурни, ти си потомак на Христијана Тодоровскога Карпоша на војводу. Не може сви ке знаеш. Појане војвода. Да е жив Карпош, какво музику би слушал? И дали би он, не знам. Дали би он имаја влијание на комунисти да даде в некој денар? Ја мислам дека он со негов само свест и у тој што е поши у тој борбу, значи имаја и слух и осет што прави. Така да мислам дека он многу добру музику би слушае. Ја мислам дека би бија он, пошто со негови потези, он дефинитивно алтернативац бие у свое време, така да сигурно алтернативно би музику слушае. Кад би го чуле песму "Проđi sa mnom na crveno biće moje, šta je njeno", odma bi se pojavila ja da odlučuju nešto u ovoj grad. Odma bi se pojavilo tiru. Ама мислам дека не би го уапсило авторку на тие стихови или извоѓачку, него би го уапсило вас. А зашто и како, мислам дека Миро повише знае од мене. Зашто и како беше апсење, дефинитивно Миро знае. Оставljam те на njega. Извини, ова која, што ти се едни убаци. добри руке, у други добри руке ме оставиш. Молим лепо. Миро. Јас сум Миро, да не ме тражи некој. Здраво живо. Кој си Бокица? Супер, Добар. Добродошла. Треќи круг. Треќи круг. Свака чао. Никад не смо за први, не смо ни задњи. На средину. Туј. Како сте, добри ли сте? Добре. Сивано? Феноменално. Браво. Зашто ме интересира? Ај кажи ми подетаљно за овој. Што е све овој дека што гледам? Cardinal Point, ово е наше првенче како издавачка куќа. Наше на што мислиш? Наше Q Records, тачно. Да, ја цело време наше, а никад име не го спомнувам. Значи, како издаваштво Q Records и наше прво издање, Cardinal Point, бенд од Врање, ви у прву, тоест нулту епизоду викате да викамо луѓе од Врање да ни гостуваат. Затоа што бесмо тамо на концерт, ја беше, дали беше промоција на овој албум или не знам што беше у Врање. Да, промоција. Да. Tako da, еве екипа. Имамо плочу, Плоча, CD, аудио касета, вокал е наш драг пријател Дарко Трајковски од Куманово. Врањанец, чисто крван. Да, и одлучимо се овој да биде наше прво издање, па ете малку и да го испромовираме и да видимо. Од туја појде све. Едно прашање. Исплати ли се више да се прави издаваштво на касете, на CD-а? Абе види, у задни 10 години врати се онај фама за плочу. Многу луѓе се пребацива и вратива плочу. За плочу, да.
да го слушав, чак што више плоча га пројде и CD на светско ниво у продажбу и све. Ја тој збор, овие CD и касета више су малку Касета као у странство малку повише, малку поактивна е, каде нас туја на Балкан још увек е тој. Тазе е умреона и треба сега да пројде некој време Па, за да ја мислам дека тој на Балкан још увек не е ни умрела на нас, тако да ми још увек на меѓу смо. Да. Ми направимо чисто од мерак и како првенче да го издадемо на сви три носачи на звук да видимо што има логику у Македонија, што има логику на Балкан и што има свет да се продава. Али сак за сак касета е она кој Нови генерација, знаеш ли да го враќаш назад? Ручно. Тешко. Што ставите и моливче да иде за касета. Да, тој треба да го Ама направиме. ќе се чудив. У Зашто некој ги? следење издање. Па ако нека пишуев со njega, барем ќе пишуев, разбираш. Окей. Ќе има нешто. Кажи ми, брате, нешто свежо. Нешто свежо. Што ти Најсвежо, 12 април, Центар за културу Трајко Прокопиев, сајм на грамофонски плочи. Браво. Јубилеан пети сајм, Организиран од од Q Records. Овој годину у соработку с Форму, графити братанци наши што цртав, у соработку с Diecast од Куманово, колекционери на автичиња, наши другари. Автичики бре, дефинитивно. Пошто е јубилејна година, решимо овој годину да ги проширимо колекционерства, да знае наш народ дека не е само колекционерство на плоче, CD и аудиокасета, него и колекционерство на автичиња. Преговарамо и колекционерство на стрипови, да видимо да дојде луѓе што собирав стрипови, па и они да кажев некој момент, и они да приложив некој стрип што си го имав у колекцију и тако е. Викаш јубилејна 5-та година. 5-та година. Овие 5 година, колку сте и организатори, колку учествувате на берзе, колку овие 5 години имате берзе на плоча? Да кажеме како организатори и како учесници. Па види, како организатор успеавме да издействуваме у 2023 мислам дека беше у Битола, у склоп на Битола Отворен град, да им помогнемо да направиме и берз сајм на плоче. Извини, само многу ми се свиѓа кога Куманово помага на Битол. Добро. Па види, таа една беше тај години и после и они зажмурива и они више не рецкав. Исто да ги поздравам екипот Тетово. Исто у Тетово успеавме да организираме едну година со едно многу добро екипу што работи истото такој. На некој начин спомни ги ако се сетиш. Добро, нема. Ќе го гледав емисију, знаев кои су, поздрав редом. Имав они приватно свое МКЦ, така да успеаме и кога нима едну годину, надам се дека и овој годину па заеднички ќе го организираме и таму. Има заинтересирано за сајмови. 10 имате ли? Сајмови сега. И учество и организација. Учество еве сега се дешава у Подгорица, ама овој годину не успеаме да се организираме и да отидеме, али како учесници немам појма, како учесници спугде у Македонија сме учествувале и тој сваку годину да кажеме има 5 сајмова, значи на сви учествуваме, да. Идемо и у Ниш, идемо и у Подгорицу, ќе видиме, имамо идеи за у Белград и која ти е најбољи берза по друштво што се одвивало на берзу, значи по друштвена атмосферу, не по купување на плоча, после ќе да прашам. Да. Која ти е по најпродавани плоча? Која берза? Види, како прва наша што се деси у сега веќе затворен кафиќи Даблин 2020 беше од ништо, седнамо с нашега другара Марка Boiling Point. Ајде да направиме, па да видиме од тамо како ќе иде. И фактички на тој прву дружбу сви се знаесмо онлайн, ама никој лично не се знаесмо. Да. И туе фактички се запознасмо со сви тие колекционери на плоче, на CD и тако е. Така е да тој мора да го каже. Тај беше добра забава, беше присутен. Тај како прва научисмо многу на тој, многу друштва запознаме екипе и од тој све појде у нагорни линии. Од ваша страна, а од институција ќе видиме покасно. А од институција која ти е најпродавана берза? На кој си направил најголема размене, продажба? 23 и 24
наши две у Куманово. И 24-та конвенција у Скопје. Значи тој су топ 3. Значи Куманово е дел од поддршка, браво. Да. Има таква култура. Да. Кад беше кој година беше проблем с лицата на законот? Нино. 2023. Тоа е пред 2 години. Да. Деси се проблем? Деси се проблем. Пробасте да го амортизирате, да нема големи штете на сви страни. Имаше А и пак мали. имаше. Да. И ден денеска ги осеќамо Ја штет. не сум бил директно инволвиран, ама покрај вас, дружејќи се, виделе се дека многу се мучите за да го намалите штету. Решено ли е тој? Имамо ли још такви, очекуваме ли још такви проблеми? Деси ли се после тој, откако полиција ви конфискува, не на вас, може и на вас, на учесници? Па на странци им Плоча, конфискува. Да, на странци. На странци. Од тога намамо, деси ли се решено ли е, или у неизвестно смо, под адреналин? Па види, 2023 уопште не е решено. Напротив, још увек си стои отворено, тој још увек со Чекај, Плоча вратисва ли ги? Не, Плоча су још увек запленети и стои у некој магазин негде по Скопје. Сега се збунет, полиција преслушува што зборимо или ги преслушува Плоче? Што прави? Камо среќа Плоча да ги преслушува. Тоа е многу добра музика има тие Плочи, дефинитивно. Тој уопште не е завршено. По закон треба да се заврши у ток на годину дана, пошто они на јавну лицитацiju требаше да ги стави в Плоче, и ако никој не се јави, треба да им се врати в Плоче на оригинални собственици, да. Још увек тој ништо не е решено, не су уопште исконтактирани странци во овој случај, пошто директно бева свите прсти уперени у странци, они бева проблем. Мислиш ли малку дека се нада институција полиција МВР да се врши тој да? Дека нема баш странци да ги тражи в Плоче и дека кој сега ќе контактира странци? Па немам појма дали Или они... се ги фрлили у подруми гајле? Па да, такое нешто. Задњо нешто што Како осеќаш ти, не можеш да знаеш? Задњо нешто што не одговорисва 2024, значи пред годину дана, беше дека не се секирајте, Плоче су у магазин, стои во едно запленето комбе. Одлично. Ја задње што се сеќам у магазин беше на суд што се запали архива. Значи магазини су ни сигурни. И Дали е решено за натамото прашање или па, још? не, 2023 стои отворена и на жалост тој што се деси 2023, 2024 никој од странци не ќе мислу имаше заинтересираност да дојдев, али боле што не дојдесва за тој што и 2024 не улегнава на настан инспектори, али видесмо ги по паркинзи, Али се шетат шуња по- сва околу. Да, и гледа сва Добро, дали што е има толку странски крими- регистарски Што е таблици. толку криминалото? Не разбирам, што е Па немам појма, кој е прекршување на закон објасни види, од нjeну перспективу. прво, тој кој да е пријавија, пошто они тврдив дека е анонимно пријавено, Добро. кој да е тој некој пријавија дека на настан пиратерија, прво, нелегално пиратерија унесена у државу и нелегално пиратерија ќе се продава на тај настан. Што значи унесена пиратерија? Преко граница. Да, ама авторски су Плоче, не су пиратски. Па, тај некој што е пријавија многу добро знае дека су сви легални Плоче и дека Да. Плоча да пиратски да се направи малку потешко, разбираш. Треба паре за тоа многу. CD и касету да не објаснуваме, тој може свак да си го направиме, али овој треба да имаш специјални кажи га машине големи и целу фабрику за да можеш да го направиш тоа. Овој годину како сме, очекуваме ли ги, решено ли е? Овој Или исто сме годину- во неизвестност? Овој годину нека дојдев ако сакав, што да им кажам. Сега, Не, нека дојдев да видим. ако паја некој пријавија и овој годину, нека име на душа, Терamo што да ти dalje, кажам. банкерски, Те да. рамо, зашто да не? Да. Ајде да збориме сега за добри работи. Што ќе се дешава овој годину? Кој ќе има, што ќе се наступа, откаде имамо гости, автичики, овие многу су ми омилени, још не сам ги отиша. Ќе имамо ли автичики, прво кажем? Ќе имаме На ивент. автичики, ќе има тројица излагачи, ќе има колекционери на автичики. Автички кој го води од Куманово? Автичики Аце Дајановски. Добро. Или, Тоа да ги или спомнам. Мити Хамато Јоши Ама тоа још по Фейсбук. како е. Он е главен и одговорен за колекционерство на автичики и за тој здружение. Они тројица ќе биднев излагачи.
негде околу 10-12 ќе биднемо излагачи на плоче, CD-а и Знаеме ли касете. откаде су или да идемо на изненадење? Све, па претежно су све туи од Македонија наши, Добро. знаемо се свите, нема да има некој сапрајз. Тај смо екипа што се вика. Још сме у контакт да видимо некои колекционери на стрипови, да може да дојдев, да покажемо дека има и такво колекционерство, дека и тој не е умрено, дека и тоа е још увек живо. Музика ќе се врти? Музика ќе се врти на Имamo ли плоче. некои артисти што знаеме кои? Имамо наши DJ Чваре ќе бидне и ќе бидне DJ Hypertech. Така е. Преговарамо с још еднога DJ, ќе видимо Добро. и така е. Улаз, Улаз не се почеток, плаќа, старт. улаз бесплатан, почеток од 12 попладне до 6 навечер, 6 сата ќе се издружимо, ќе се Младо, видимо старо, свин да дојдев. од 0 до 177 години. Браво. Има да има за свакога и музика и атмосфера. Откаде соработка? Мене ми е многу фасцинантна и убава соработка помеѓу Форму, Курек и Кажи сега добро, курец. Издружение за забри за автички. Дај каст помало, автичики бре. Дека откад постоите сарање меѓу вас тројца? Пошто го некако континуитет ве прати и многу добро ви иде. Па многу е интересно што свака екипа е у различит бранш, затоа е разбираш. интересно, да. И ако ми меѓу себе не се дружимо и поддржуваме, нема кој да не друг поддржи и овој. Така да ако треба да носу клупе куде колекционери на автичики, ќе отиду доброволно и ќе носу. Ако треба спрееви да носу на настан на графити фест, ќе носу наравно. Ако ти кажев сега, кој човек кој работи у Курек, кој е одговорен, еден од одговорни у Курек, кој организира настани, и дојде некој политичар сега, шта би било кад би било зборимо, и ти каже, добро, што ви фали на вас у овој град, одма ќе ви го направимо, за да може да функционирате полесно. Што би му кажа, што ви потражија, што ти фали у организација? Многу тешко прашање. Знам, знаеш, Не знам што попрво да кажам, разбираш. Избор е голем, Да. многу работа се немав. Мислу, немам појма мора да признам. Мора да признам, овој годину општина га е препознала настан и га е спонзорирала. Добро, да. Значи, Тоа ви одговорност. супер. Така е. Ја сум изненаден, право да ти кажу, ја мислеше дека Да, некој жал сме изненадени Да, од да. работа што се нормални. да, али ете успеава с какву такву парично спонзорство да ga prepoznajev nastan како нешто што треба да продолжи да се дешава. Спасимо ли пионерски дом? Ќе го спасимо ли пионерски, ќе го спасимо ли театар, ќе го спасимо ли центар за Много култура, работа за спасување, ќе го спасимо ли Ивану? Ивану, ќе го спасимо ли кино, или тој што остана од кино. Многу ќе го. Извинете. Ти на njega војводо, он на тебе сердаре. Да, Цело време. Братове цело време. тие сме алтернативци. Тие сме, што да правим? Благодарност до општината, што одвои цели 100.000 денари ви даде? Не мое. 100.000 за 3 години може ки ни даде. Ми сме јоште млади бе, на 10 40 години сме. И има време за нас. 10? Повише. Колку? Негде измеѓу. Да, негде измеѓу, да. Даде Негде ви на средина. како што е минимална плата 30.000. Да. Даде. Значи, три Да, три ама- здруженија имав заработено едно плато. Од општина. Минимална плата. Супер. Па добри. Не, добро е, добро е. Добро е кога ги препознава настан дека треба да се поддржи. Па надамо се. Они су за алтернативни решења. Да, ќе видимо. Нели? Ќе видимо. Они су тие што ни викав не пите аналгин ве боли глава, него пите прополис. А? Па што? Ипак сме алтернативци, не ги слушамо Да. баш до толку. Па да. Не идемо по конвенционални правила, без тоа Да, сме да, да, алтернативни. Дефинитивно. Значи, на 12. 12 Субота. април, да. Покрај све друго, 12 април. Имамо ексклузива нека бидне, подпишамо договор с бенд од Битола, поздрав до Вел Поздрав. бенд, за соработку и за Да, бе, нин хубаво издаваштво не направи. да, нин втор албум,
кој се вика Коски, ќе го издадемо на само грамофонско плоча. Добро, браво. У некој Знаеме ли тоа ќе биде? па веќе све завршено, дизајн е завршен. Ете с Националну библиотеку Скопје едно 3 недели се заебавам. Ќе вратив на мила, ама Што сигурно ви фали документ некој. Камо среќа да е еден документ, све нешто обратно. Да, грамофонска плоча ќе се деси, Промоција. па промоцију, ајде да не издавам до толку, Добро. али Од прилика есен. Добро. Есен, пошто ќе треба Да спомнеме и град Куманово или Битола. Куманово направи прво. Куманово. Да. Куманово, Битола дефинитивно, Скопје исто Добро. и тако е. Ќе гледамо и по Београд, по Србија нешто, ако успееме негде да направиме промоцију и тако е. Здравје, може Супер. можда и до Страсбург да отидете како су почнале вие на Како су- точак. На точак до Страсбург. Пешки на точак, све, нема проблем. Ова више не го разбирам. Ова е скрос алтернатива. Алтернативци до Косту. Да, и тако е. Супер. Дешавки. Добро, кажи ми, издаваштво тој ти е, имаш нешто план на тому? И имамо, преговарамо еш со 2 бенда преговарам. Наши, Да. Еден бенд што више не е активен, наш македонски бенд, што издаден им е албум на CD, ама што заслужuje да биде издаден на плочу, а веќе пред 20 години, ајде, толку може да кажу. Па ќе видиме дали ќе се договориме, па да славимо еден јубилеј заедно с нима, али тој ќе биде до крај на година, да се надамо дека ќе се деси. Још сме у преговори за тоа. Да, и сега многу работа работиш, свашка имам да те прашуи. Па, Кажи ми Појма со немам. организација сега на концерти. Концерти, Знам дека сега да. имате некои 2 недели паузу, 3, да, кој мислам дека добро сеќам. Ако е тако, претходно беше активно доста, да кажеме, март беше активен да, и февруар беше активен. да. Сега концерти кинев малце на Па концерти ми свакако до крај на април ги правим. Сега због ситуацију да не го многу објаснуваме, откажамо све концерти до крај на април. А после врутине натаму свак на своја страну, али од септември веќе преговарамо и имамо еден бенд за октомври и еден бенд за декември веќе договорен. Значи 12 април имамо Берзу, 12 април есен издаваштво, есен концерти, што правиме у лето буки? лето. Што правиш ти лично овако како човек и после и како курек што правиме? Приватно сигурно ќе ме удави жена да идемо негде на одмор, тој гарант. Добро. Тој ќе се Мора деси. да отидете на одмор друго- за да те удави, не? Да. И друго нема. Буквално кажи га буквално у лето су сви припреме за За нова сезона. да. Пошто Добро. ја го рачунам исто нова сезона како од 1 септември деца у школу ми нова сезона почнува како фудбал, кошарка. Кажи ни ги, да ги спомнеме луѓе кои су курек, ако сакаш. Значи да помага. екипа у Q Records. Q Records. Значи екипа у Q Records Курец. е голема. Да, Курец е голем. Многу имамо луѓе што не су на платен список, а се трудив на свак могуќ начин да помогнев. Тоа е чудо, али очигледно веруев у тој што го правиме, па ете, сакав на какъв било начин да помогнев, чак што више и ви за џабе не ме поканисте да дојду и да учествую у ваш подкастрување. Да. Тако да поздрав до сви нима, поздрав до Формул, поздрав до Автичики Бре, и идемо напред. Супер. И идемо напред. Театар? Фали ли ти идеш и Театар како не ми фали. Театар, преска спомнамо, не ми текнуе на задњу представу на коju сам бил театар, али текнуе ми, мора да го спомну и кино, пошто ни е трагично. Задњи пат сам бил театар, нешто Spice Girls, водисване од кое сам бил тага, четврто, пето оделение, појаварео. Да, и онакој кога ќе се Театар или размислил... у кино? У кино, извини. Добро. Да, за кино се праваци. Театар не ми текнуе представу кој заедно сум го гледаја, али у кино тој не ми е јасно кој од овој гледну тачку не ми е јасно. Водиле су не на Титаник да го гледамо, водиле су не Spice Girls да гледамо. Као, дај бе водите на нешто
четврто деление, некој анимиран, нешто цртани некој да погледам, а не да плачемо со Мене ми е Space Jam. Ди Каприо. Не, не, баш би анимиран Space Jam. И тој Тој сам сам гледае, гледал, да. Многу дугачко време некако ми една мисла у глава ми се врти и многу споделуваја сам го кој по луѓи, по другари, ама не сам го никад овако јавно. И една болка да кажеме, на пример, што го согледуја, тоа е док ја живу во овој град, како на мои 37 години, док ја функционирам, у мој животен век е затворен Пионерски, Да. што сега пропада. Затворено е кино Козјак и еден дел е даден на банку, друга цена е под некој МКЦ што нас млади никад не е потражило и ми не сме ги потражили, не ни знаеме како Еден функционира. младински, еден култур. Затворен е кино Напредок, затворен е дом на АРМ. Нели? Сви Нема ли никако културолошки радници у овој град низ, да кажеме, макро слику да сме лузери, пошто све се тој затвори док ми функционираме у njega. Да. Све тој се затвори, од едну страну затворено, од другу страну па трудимо се све културолошки да направиме на некој повисоко ниво. И трудимо се цело време култура, влечи музику, влечи колекционерства, промовирај нешто направи. А све тој се згасна. Да. И на жалост, јас бија сам и у Пионерски, бија сам и у театар, бија сам свугде, а сак не може нигде да идам. И увек су ми позитивни искуства биле таму, све што сам гледај, кажи га, и у Пионерски сам наступаја. Не ми текнуе некој, тој е било вајда трето оделение или немам појма. До четврто нешто, бесмо од школу рецитира песму, разбираш, и мене тој место ми е такој у главу запоштено. Применето уметно сам ишao таму сликарство. И сега, пошто ми е нон-стоп уз пут док да стигну до центар, нон-стоп оду, и ми е успут и цело време го избегавам, затоа што таму Исто. гледам некоju рушевину, трагедију од едну страну, а од другу страну какви имам убави спомени од таа. Мислиш ако на некој начин ни го пуштив од озгора овој Пионерски, вика, можемо, збору за сцену, не збору за канцеларија, не ме интересува. Канцеларија. Можемо ли да мислиш дека можемо преко спонзори само иницијативно да го реновираме? Дали може да го Дали реновираме? може да го, ако ни го дадев, дали можемо сами без ништо да ги тражиме да го реновираме? Право да ти кажу колку пута седемо и какви идеи имамо и све, ја мислам дека да ни го дадев тета која од ведро небо има да експлодира тој место. И они ќе се изненади. Ќе се изненадив, да. А без проблем ќе се реновира. 100%. Мал милион луѓи кажи га би помогнале тој место па да се реактивира. Супер. Окей. 100%. Фала ти. Фала и на те. 12 април, 12 април време? од 12 попладне до 6 навечер, Центар за култура НУЦК Трајко Прокопиев. Бидете таму. Видимо се таму. Окей, фала ти. Фала многу. Поздрав, еве ти. Kad je došao Trajko, odmah smo prešli na ti. Debel, ali neposredan. Živi bez stres, čuva noć od budnih. Daska ne mu fali. Na Kumanovo kad mu pritreba white noise, ja ga ja, naš Bukovski, da iz džanka nekoj osmeh. Добро вечер, другари. Добро вечер. Стамни ли се, стамни се. Колку видам сабе, седам е. Среќе. Како си? Лепо. Трајче Николовски. Така е. Чински пут. Така ли? Така е. Куманово. Умано. Тебе у живот стамни ли ти се или провиде? Прогледа? Па. Још виду. Што учиш у основно? Кочураци. Кочураци. Средње? Средња техничка. 3 години
Како научи да лупаш бубањ? Техничка, кочорацин, до бубањ и до... Па, тамо све почна у трговски. Има сме много пострага од нас и ту и црфти, он разбираш, и ту, пошто му помагали да носимо дрва код njega. За колку години ме збориш? Колку години? Колку сме имали, 13 години. Добро. И дрва влечење горе на 8 спрат 9. Тој е био, ми излетел како мунгоси, цавге, дај га шикер. И онда му носимо дрва горе и ту почиње све. Ту е Никле купио бас гитару и бас појачало и тако е то кренуло. На бас ли научи да удараш бубња? Не. Он е то купио, онда смо као направили бенд, па као... Кој бенд? Па још се не, ту још не е било некој име, разумеш, али ствари у томе што се ја од Перу Панкер од Кумано, он е у Африку се. Од njega sam zemlja na pravem bubanj, da ti cjevke dve kante crtali, da ti tu je ovaj. Цевке канте и што? I rengen. Рентген е најбитен на njega, све се види, Rengen na doboš, sve se vidi. а и се чуе. Sve se vidi, ali dobar je zvuk. A fus, ono, Zemo ono je ko sika, Што е фус? ono je drvo, pa Добро, тоа ме интересува. ono je drvo, razumiješ, iz Zemo i šajka ti evo i po ovolikio je ko sika, od metar da ti evo. Metar, ono je zamerenje, znaš? Добро, да. I tu i staviš ga i na šajk. Do it yourself. To je. И од тога ли почна да ти с музика, брате? Od toga. И после тоа што следи? Која генерација си ти? Ja sam 80. 80. Значи, најубави времења, Najbolje u trgovski Kumanovo brad, si ga razumiješ, fatio. i vlečenje tamo cijelo vrijeme. U podrom, и после како продолжуваш? Posle, pa što? За музичко зборим. Pa da, muzičko i priroda. Музичко у природу. Čekaj, kako, pa nije, pa to je to, jebote, onda se dešava Кој е bend, твој прв бенд? onda je prvi bend, Да кажемо с кој имате наступ. prvi bend, a da da, prvi put svirenje sa benda Ares. Добро? To je to, sa Božu, sa Satanu, sa Hosika, sa Zlatka Snikolu. Тоа е од прилike Ares, кој година? Metallica. To je 96. 7. ne, 7. 8. izvini. Добро. Prvi put na gitarijadu nastupovanje, pljas, vidimo se. Први е задња или не? Гитаријада збору. Gitarijada možda je zadnja, ama Ti prvi put na zadnjem nastupu? Da, ali je nama prva, da. I treće mjesto ga zemamo, Radulović vika, vi samo u sela možda svirite, brat, razumiješ? Po sela ti je! Toliko ste dobri da ti idete. Dobro i to, Burazeru, pusti. После Арис? Posle Ares još se dešavaju još neke promjene. Tu ulazi Marks, ulazi Ice, kreće neka druga priča, neki hardcore, new metal i tako. Tu se Band dešava, nastupi. tu se, nisu neki, tu nije, nisi ti mogao nikako da tu nastupaš nešto, razumeš, i onda puca vojska, ajde Žiki u vojsku ti ide, И кој е војско? u vojsku, vlečenje, ajde, Što beše, što beše? Ljutvi Ramanije, kon ste vi, ja sam Ljutvi Ramanije, što, pešadija, brat, što? Не ти се познава дека се бија упешади. Како у Куину да се бија. Брат, u Kujru svi moji drugari ovo je počinjao da završili sedenje, ja to počinjam, razumiješ? Ti lud jebot. I vraćam se od vojsku, ovio vdeka, ave, Trajko, ti nisi, ja se ugojio, došao sam sa 85, a otišao sa 56, razumiješ? I onda je tu... Баш си пешачија у војско. Ja sam stvarno bio mršav, brate, baš sam imao 56 kila, majke mi moje. Пре војско. Pre vojske, А tako. после војско? Posle vojske sam krenuo u bunar i jebote led. Vratio sam se, bio sam, nisu mogli me prepoznaju ljudi na... Кажи ми, дали има још некој... Da, i onda se dešava to, 2003. godina, i tu upada Vlatko, drugar mi, i ovo je Hosika, White Noise in White Room. Тој, ја Една- знам, ја се Jedna, tako je, jedna zanimljiva, kako se zove, Екипа, zanimljivo, sve жанр, totalno. стил. Tu učim mnogo stvari, tu sve sam, tu sam, ako ste nešto da... Колку година sam трае saznao. трекоте?
2003, 6, 7, ajde, ja sam 2008 zapalio u Beograd. Да. Со White Noise регионално идете ли на турнеја? Или на свирку некој на концерт? Идемо на свирке, цело време сме имали свирки. Имали smo i taman koliko treba da ih imamo. Зашо се распаднава White Noise? Nisam, ja sam otišao pre toga, oni su nastavili da rade i to je to, mislim, praktično ne znam kako i zbog čega. Samo После znam- тоа чуе ли си некој такав сличен звук? Не. Не мора да е од Ne, Kumanovo ne, ne, или ne, од ne, било ne, кој. ne, 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 ne. Jabolko zadaskalo, to je ono malo, baš pre neki dan sam komentarisao to heavy rad zvuka. Ali kao White Noise i White Room u Makedoniju, bave kakva Makedonija? Не, Македонија само. да. Kakva Makedonija, be, brat, ne zajebajati. Идеш у Београд. Idem u Beograd 2008, Čekaj. dešao se. Зашто? Da, Само да објаснимо зашто збориш српски, колку време си кад си отишao тоа. zbog devojke sam otišao. Tamo sam se preselio. Tamo sam od 2008. do sad, do 2020. I dalje sam, idem za 3 dana. Tirnino? Још ти иде за девојку? Ne. Што работиш у Београд? Што си работеа од сам стар? I kreće, dolazim 2008. i nastavljam da sviram, počinjem da eksperimente da radim sa mojom tadašnjom devojkom s kojom sad živim i dalje, Ivana Paunović, to je frontman benda Čistilište, u koji sam ja, brate, kako se zove, svirao, evo, do pre godinu dana, tako da, eto, to. Znači, to je neka, kako se zove, dark noise varijanta i punk. To je jako energičan i impulsivan bend i, kako bih ti rekao, tu se iznosi na stage-u srce. Да. Што работиш друго у Београд? Onda se dešava, posle toga se dešava grupa Ti. Туј те чак. Kako sam ja, tu stalno špartao po Bigzu, to je zgrada koja je, eksplozija svega. Mislim, tamo se dešavaju, kako ti objasnim, sve te stvari, 5., 6., 7. sprat u zgradi, mislim, Немој да ги истасташ, пази се таму што. neverovatno. С локацију. Ne, kakva lokacija. Dobar dan, ko ste vi? Ja sam lokacija. I tu se, kako sam ja tu šeto stalno kao... Како се запознаваш с Илију? Sve tako je. I sve sam prošetavao tu po Bigzu, tako sam i, kako se zove, Iliju upoznao na 7. spratu, ja sam bio u Petrolu tada svirao. I to je to. И почињате ти. Чија е иницијатива, најискрено? Nema inicijative. Stvar je u tome što sam ja, brate, pitao, čekaj, brate, kaže da je ovaj čovjek, jebote, razumeš? Nisam to znao. On je, brate, razumeš, on je među vremenu prestao da radi sa Petrolom. Ти ga познаваш него Ja порано? ga sad, ne konkretno toliko Da, lično dobro. da ga poznajem, razumeš, ali se dešava... Извиđenja, što bi Ali kažali. se dešava koncert repetitora koji je, brate, izdrkavanje i tu posle koncerta Zoki daj šiker, kako je, tako je. Нема се, па Абе, не бе, ovo je ko sika, improvizacije pravimo, razumiješ, kako svika to je, džemuvanje. Джемуете, да. Kudje si vice, što? Kudje si vice? Čuš mi? Džemuvanje, da, javljamo se, pa nič neće gibu. Javljamo se, brat, kako svika, idemo gore, džemuvanje i ja sednoj za bubanj. Ти што случајно се падна на бубањ? Ne, Tako nešto pa malo na- Ja mu ne da to, ja sjedu i oko vikam na čuš, ja sam se crko, ja sviru sa ga bubanj, be, brat. Ame, nema ama. Добро. I ja tu i da počinjava svirim bubanj. I Ilija počela da spije. Toliko mu je dobro. I budi se jedan put. Ovako je se sviri bubanj da ti evo. I ja onda bim preko vrata, dim da me nema. Koga glasi mrađi mi sve. Ništa nismo pričali posle toga. On je posle toga našao, ovo je uzeo, brate, broj telefona, našao me na Kalemegdanu, ja noćni čuvar, radio sam kao noćni čuvar. To je to. Ноќни чувар. Da, ja sam noćni čuvar. Да. Чуваш го ноќ од кога? Da, Од ден. od dan, čuvam noć Ноќ од ден. od dan. Nećemo... Добро, ти цела кажуј, таа е Počinje јака tu прича. epoha, tu Тоа е, počinje... да, тој мисли дека беше откриće на Балкан тај. To je to je počinje Некако tu... како да
Tako je. Да стартувасте веќе познат, као Па, од сам у вас беше некако sve je to jasno, ali sve je to u to vreme, što se kaže, 2012. Facebooci, не на право na место право babobita, време. ba deve, brat, i Facebook, i reklame, i zajebancije na babu i baba, ne biva. Da nije bilo Facebooka, evo je Morag i Lipčić, znaš koliko ti treba benda da bude poznat, brat. Ne zajebaj. Добро, ви брзо биднасте. Да. Pa znam, ali to je sve zbog Facebooka i naravno zbog muzike. Само за маркетинг. Прво због музики. Prvo, da, prvenstveno, tako je. Што многу прави видеи, денеска снима видео Vidi, свака. mi smo to radili, sve vreme smo cepali, to smo, mislim, brat, ujutru proba, to je ti je rabota, od 9 do 1, navečer od 7 do 10, svaki dan, 3 godine. Pa kako be da ne bide, kako da ne bide, ajde, ti работиш и като те... Куде бе сте се сти? Кажи. Куде ли бесмо? Да. Не знам куде не е бесмо. Добро, набраја, прво што ти пада. Прво Пет што- најинтересни твои концерти. Кој е Шибеник, Сплит. Години ако се сеќаш. Ма, која бре година се сетив sad. Добро, не мораш. Kako se zove onaj, Tolmin, onda Rijeka, Zagreb, da ne zaboravim, Beograd, da mislim, to je Македонија. Makedoniju isto prilep da ti je u jednu kapanu, u struhu da ovo, brat, Kingston da ti je, kako si ka, na aktori, kako si ka festivalu Beatles. Куманово доваѓате У Гору, брат. Гору, да. У Гору. Не сам веќе гледал Гору. Да. Da, kude zajka da je, Šikera da je, Одлично. Salem. Колку Mirno. години? 2 години, 3, колку функционирате? Puf, ne, više, 5 godina. Znači, 2012. 17. puca. To je to, ja sam tad to je to bilo bap. Добро, треко балканску прича, едно балканско прашање. Кажа пуца. Кој почна рат? Kako je počeo rat? Кој почна рат? Зашто е пукнало? Ja sam počeo. Nema Увек mora. почнеш. A mora bude frke, brate, ne može bez frka. I je stalno neke prci, tako da ono. Kako god okreneš, mislim... Сви прсти се некој трајка Pa посочи. da, ja i ako sakam da se vratim u Makedoniju, ovi mi vraća tamo, ti Što ti je ideš rekao? kao... Pa sam mi udario zabrano, brat, nezakonit boravak u Crnoj Gori, 3 metra zabrano. Majke mi moje. I stalno tako Што правиш nešto. у Црну Гору? Чекај овој момент. Sad, Црна Гора ne, sad sam bio da radim 10 meseci malo, eto, čisto. Што работа? Vlečeo kako si ika, sokovi da ti je, kako si... Соци. Ne be, paketi da ti je sa spijenje. Razumiješ, voziš kombi i eto, to je to. Што е болje? Бенд или возење пиење? Pa ja se dole vraćam sad da nastavim da šljakam. Ali neka druga priča, nešto novo, nešto to drugačije. Okolo nešto. muziku? Da. Čekaju me ljudi, krećem da Са šljakam. сили у контакт? Ne. Mislim, jesam, ali on ima novi bend. Mislim, ono, Да. to je ono. Признај дека ти е жал за ти малку. Ne mi je žal, brat. Него? Ja mu kažem, brate, daj samo da ono odsviramo jedan koncert, evo te, mi ćemo platimo ljudima da dođu, brate. Ne, ja hoću spot, hoću ovo, razumeš sad, da izbacimo pesmu, ja bi pre to uradio. Na kraju će, kaže, ja ću biti najsrećniji kad budeš prestao se kockaš, samo da zasviramo kao dede. Длибоко ли падаш у коцку? Падам, За усум збор. Pa, Усуме. Не мора да ми ги кажеш, ама длибоко ли? ne toliko mnogo duboko, nego jednostavno, Често. ne često, nego, kako, Реши ли ga те проблем или још се бориш? borim se. Бориш. Borim se. Вашите влогови ве молам. Vašite Правите провокација малце. grobovi ve molam da se živi. Правите малце провокација. Диралите. Па. Кажете кој. Konsultacije i provokacije. Ne. Pazi, provokacije, ne, ne. Буковски. Познат ли ти? Hovski. Dobro. Познат ли ти? Pa Од куде? da ne sam ja glumina. Куде? U, Кажи сега да не ти влече збор по збор. ovaj teatar ovdje, kad pride pre neko dan, gledam ti, ona je mreža za pesak faljanja. Što je ono, je? Здружение на граѓевинци е моментално. 7 години е тако. Tako, eto. Тоа- Tu i glumu u predstavu $17,5. Dragana Tanevska. Tako li već? Да. Ич. Од тога до сега ич не се физички не се ми променет. Кој е твој лек за старење? Ја окелаве, обеле, трајко си е исти. Београд, Куманово, Црна Гора, онај бенд, овој бенд. Albanija, Šiptarija, Baba Rada, Dedo, Žike. Pa ovo ko je?
Нема стрес. Нема јас тоа скапирав да луѓе имају велики проблеми око себе. А ја те проблеми немам. Немам никога. Немам кој да ми сере, разбираш? Нема жену. Немам такова да. Немам жено, немам кој да ми джанка, како вика овие овдека. Ќе се најде за тој. Нема, абе брат. Кажи ми најинтересно дешавко со нас. Ајде малце некоја анегдота. Имаш 3-4 минути. Па што? Може ли да го објасниш? Не може ли ја да кажу едно? За Родео. Ајде, да видите. А то ми е, Сеќаш се на тој? тотално заборавате Сеќаш се? неки. Да. Родео. Иду кој емицата, ти доваѓаш од тамо, идеш, и рекам, сакаш ли нешто ти ми викаш Родео. Ја искачам со Родео цигари, ти ga дам. Ти ово кој се смееш како сега. Не цигаре, бе, сладоле. Епа, Сеќаш се на тој? па сеќам се. Мислим оно, и Бобо ми е сад пре Кој Бобо? неки дан. Бобо бе, Доцински. да, доси. Добро. Помено овој како се зове, како иде оно, брата сирење за Парис Сен Жермен. Што збориш, бе? Од каде е Цавге, бе, да објаснем га Цавгет. Кој е Цавге? Цавге од каде Брат, доаѓа? изми, тој- Ја тебе те запознавам со Цавгета. Кој измиш? Ти у Кој е моју- Цавге, бе, брат? Ти у моју екипу си познат као Цавге. И ја сум познат као Цавге. Ја иду на приеман на ФДУ, на кој идемо заедно за тој да направиме муабет с имитацију Цавгета. Кој е Цавге? Од каде ти доаѓа име Цавге? Што значи Цавге? Абе, Мики, брат, јас се забравив, разбираш, све тоа не постои каде мене. Јас сам тоа све измишлил. Тоа е све сад тренато као што Ама Цавге остана да живи, да? Да, Цавге остана да живи по Куманово, тако е, да. Сви зборив тако е да тема. Океј, заедно бесме и ти на ФДУ на приеман. Добро. Како се преде? Ја, Забавно беше приеман. па мене е било занимљиво, али и он. Мислиш дека добро ќе пројдеше ти у живот да те примисвал као глумца? Не. Ја кад се вратио из како се зove из Beograda после 13 година, пример ти даjem, кад сам стао на даскама, jer moguće da sam ja stvarno ovo hteo da radim. To Mislim to sam дека se pitao. Не би се ни И White тоа е Noise, тоа. ни Тоа е не, тоа. White Noise И е тоа е претходно, ама ти не би се десија да би улегнаја. А еве, ја улегна тага. Па не сам нешто многу среќен. Така да твој Да, пут ама у Beograd е окей. ти работиш, брат, иако не си среќен. Работиш добро. И Што значи добро работење? па стално се цимаш да. да би био среќен. Па, Разумеш што hoćeš кажам? Тоа среќа е потрага. А тоа е многу битна ствар. Значи, имаш луѓе око себе кои су добри, брате мој. Стварно су добри, живи све најмал. Тај Чедо не е, брат, за ебанција. Колку год да ви... Не е добар, он е одличен. Ај, разумеш, знаеш он. Онда Тони, брате, Антонио Димитриевски. Разумеш, значи имаш седи, брате, сад луѓе кои стварно могу тоа да одраде добро. Да, а немам услови. Разумеш? Кажи ми две работи. Што прави Трајко у наредну годину? План? И кажи ми још едну работу. Куманово најдели ти се како град и како луѓе, не како живот. Куманово не може да ми се најде, брат. Јас сум туј одраснаја, тој ми е живот цел, тој ми е детинство, нема ту. Цело време си му се ти наваѓаја тоа на е моја njega. душа, разбираш ме. А тоа што ја у Beogradu ќе кренем да радим музику тотално другачију од Следеќи сега година до сад. таму. Така е, сад ове години идем тамо и наставам да шљакам од значи оно радим преко дана, увече од 10 сати имам термин, брате, да ќе шљакам свој звук и тоа е тоа, бавиш се Драго ми е. музиком. Драго ми. Хвала ти, Уразеро. Си живи. Сергеј, си жив и здрав, па пиши од горе на нас што ќе Ја оставиме немам доле. Facebook да ти е, како ќе ти пишуju да ти е. Па писма још постои во Европа. Писма, да. А татко ми чува голови, поштари, не. Цавге, Трајко Николовски, фала ви, чао.